Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ви посакувам добре дојде во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денешното издание е посветено на состанокот на работната група 5 на членките на Европската универзитетска алијанса, Colors, кој од 16 до 18 мај се одржа на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. На средбата се зборуваше за актуелни прашања за еднакви можности и услуги во високото образование. Останете со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Мразам што те сакам, а сакам да те мразам, но не оди. Казвам преку себе кога пак ќе лажам, преболи. Знам дека те губам и дека без тебе губам. И знам дека те љубам, не можам да замислам со друг. Мразам што те сакам, не мирувам. Колку близко сме, а толку далеку. Сузи за 10. Уште си годна, заслужив ова, те сака без резерв. Кажи дека одиш, кажи без извини. За мини. Мразам што те сакам, не мирувам. Колку близко сме, а толку далеку. Како што кажавме во најавата, во рамки на Colors проектот од 16 до 18 мај 2024 на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола се одржа состанок на работната група 5, чишто главен приоритет се диверзитетот, еднаквоста и инклузијата. На состанокот учествуваа представници од сите универзитети членки на Европската универзитетска алијанса Colors, поточно од Универзитетот Јан Длугош, Чештостова од Полска, Универзитетот Јосип Јурај Штроусмер од Осијек, Хрватска, Универзитетот Кристијан Штат од Шведска, Универзитетот де Кастилја Ла Манча од Шпанија, Универзитетот Ферара од Италија, Падерборн од Германија, кои се координатори на Colors, потоа од Универзитетот Леман од Франција и Универзитетот за применети науки Вентспилс од Латвија. Значајно е да се напомене дека Универзитетот Свети Климент Охридски Битола е единствениот универзитет во алијансата кој доаѓа од земја која не е членка на Европската унија.
Целта на Colors е да ги повлече и издигне универзитетите на едно ново ниво на начин кој се нарекува коеволуција, преку ангажирање на целиот екосистем на многобројни соработници во сите фази на работењето. Ова е првиот состанок на членките на Алијансата Colors која се одржува со физичко присуство по почетниот настан кој беше на Универзитетот во Падерборн во Германија, рече во изјавата за медиумите ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Игор Неделковски, кој посочи дел од придобивките за УКЛО со членството во Colors. Работата на Colors ќе донесе тотална промена во работата на УКЛО. Фактички очекуваме баш оваа генерација на студенти додека дипломира, додека завршат со нивните студии, да можат веќе да добиваат двојна диплома и да полагаат испити како на УКЛО, така и на 8 други универзитети кои се дел од Алијансата. Така да имаме суштински промени во начинот на функционирање на УКЛО, бидејќи, како што повеќе пати кажав, УКЛО повеќе не делува самостојно, туку дел е од Европска алијанса и тука ќе мора да се променат и многу и правни акти за да бидат усогласени со другите членки на алијансата, информатичките системи да можат да комуницираат и така натаму. Не е лошо да се ревидира и законската регулатива, бидејќи има некои ограничувања, но не само во Македонија, има во сите земји. Утврдивме во проглед, например, на заеднички дипломи, нема прецизни регулативи и тоа е малку проблем. Затоа одиме на двојна диплома, значи тоа издаваат двата универзитети своја диплома, иако и во законот, и во меѓународната пракса има и заедничка диплома, подпишана од двата ректори, но тоа не го регулира доволно нашиот закон. Но тука зборувам јас за актите на УКЛО, ќе мора и веќе некој дел претрпија измени за да бидат компатибилни со актите на Colors. Просто јас тоа го кажувам често, како што нашите државни органи менуваја работи кога Македонија се зачлени во НАТО, така и ние ќе мора да се прилагодиме на функционирањето на алијансата. Главната цел на проектот е 9 членки на Colors да се трансформираат во универзитети кои се наклонети да работат во полза на заедницата, рече проректорот за наука Горан Илек, раководител на пакетот 5 на УКЛО, и појасни. Универзитет Свети Климент Охридски Битола е првиот македонски универзитет кој што е член на Европска универзитетска алијанса. Тоа представува гордост и навистина ни импонира нас како членови на универзитетот. Инаку јас го водам работниот пакет 5 кој што се однесува на EDI полиси или политиките на еднаквост, диверзитет и инклузија. Преку работењето на овој пакет всушност треба да се предизвика едно од најголемите влијанија на работењето на оваа алијанса, бидејќи главните постулати врз кои што почива функционирањето на овој пакет е преку взаемна соработка меѓу сите 9 членки на алијансата и исто така имплементирањето на најдобрите практики на EDI на ниво на Европска Унија и генерално на Европа, ќе мора сите ние да се трансформираме взаемно во соработка. Што значи преку имплементацијата и генерално на Colors проектот за во догледно време нашиот универзитет дефинитивно ќе биде на рангот на оние европски универзитети кои што ги споделуваат, делат најдобрите практики. Инаку главната цел на овој проект, да кажам низ кратки црти, е да нас сите да не трансформира во community oriented universities или универзитети кои што се наклонети и работат во полза на заедницата, бидејќи главната поента на постоењето на универзитетите е да дадат свој придонес за добробит на заедницата во која што тие функционираат. Уште една алатка која што нам ја дава на располагање Colors, можноста да ги задржиме нашите студенти во локалните средини кај што действува нашиот универзитет. Сето тоа ќе се овозможи најпрво преку осознавање на
суштината на проектот пред студентите, сензибилизирање на студентите за значењето на Colors и за можностите кои што ги нуди. Дефинитивно зошто не би бил оптимист, бидејќи тоа се веќе практични, конкретни активности и алатки кои што самиот проект ги нуди. Всушност, целокупната Европска Унија настојува да ги задржи своите луѓе во локалните средини, бидејќи со миграција не се соочува само Македонија. Може би ние постои повисок степен на миграција од Македонија или од Балканот во однос на другите, но верувајте дека сите држави се соочуваат со миграција и особено на што се нарекува одлив на мозоци. Сите европски држави имаат интерес да зачуваат своите млади луѓе во локалните средини, во своите земји, за да може да придонесуваат во нивниот интерес. Веројатно во таа насока и средбата со стопанството, со дел од компаниите. Беше споменато постојањето на Quadruple Helix. Всушност тоа представува една заемност меѓу повеќе видови на субјекти во рамки на Colors програмата. Тоа од една страна се универзитетите, од друга страна се студентите, од трета страна се невладините организации или представниците на цивилното општество. Исто така тука имаме Helix на представници на јавната власт. Тоа може да бидат општини, тоа може да бидат правосудни институции, може да бидат државни органи, исто така бизнис заедницата, бизнис секторот. Преку синергија на сите овие хеликси, како што ние ги нарекуваме, или групи на чинители, групи на општествени субјекти, или популарно стейкхолдери, всушност ние треба да го изградиме тој лик на Colors. Сето тоа мора да функционира испреплетено, взаемно и повторно ќе кажам, врз основа на најдобрите практики на Европската Унија. Одиме со музика, а потоа ќе ги слушнете изјавите на дел од учесниците на состанокот на работната група 5 на проектот Colors. Бидете со нас на 90,8. Дека ме гледаш ко трофеј и кај води твоево кафе. Добиваш, земаш, имаш па бегаш, бегаш, бегаш од мене. Скапо цена кит не е за мене, луксузен хотел не е за мене. Не сум за тебе, не губи време. Ми треба некој да ми затвара рани, да биде покрај мене во утрата ладни. Ми треба некој да ме гуше и смири, да погреши и да ми рече извини. Утрото ќе промени се. Утрото ќе промени се. Знам дека ноќта пак ќе помине и тогаш утрото ќе промени се. Гасно ми е за твојава провидна игра. Лаже си некоја една. Добивај се, имај па бегај, бегај од неа. Кажи се што ти лежи на душа, место на мене нам не ја душа. Твоите комплекси нека се срушат, срушат. Ми треба некој да ми затвара рани, да биде покрај мене во утрата ладни. Ми треба некој да ме гуше и смири, да погреши и да ми рече извини. Утрото ќе промени се. Утрото ќе промени се.
Како што кажавме претходно, на состанокот на работната група 5 на Европската универзитетска алијанса Colors, чиј што главен приоритет се диверзитетот, еднаквоста и инклузијата, учествува представници од сите универзитети членки на алијансата. Разговаравме со дел од нив. На почеток слушнете го професор доктор Мартин Јенс Персон од партнерскиот универзитет Кристианштад од Шведска. Тука сме во рамките на алијансата Colors во Битола, во еден прекрасен простор кој што домакините Универзитетот УКЛО од Битола го организираше на сите начини со целокупна опрема од алијансата од 9 држави и исто така хибридно приклучени сите останати членови. Работниот пакет 5, така го нарекуваме во Европската универзитетска алијанса Colors, е поврзан со equality, diversity and inclusion, значи еднаквост, диверзитет и инклузија. И она што се работи во овие 3 дена е како сето тоа да заживее. Значи, на прашањето што се допадна во ситуацијата, да, просторот, бидејќи географски сме тука, иако УКЛО има во 6 градови единици, меѓутоа, она што е клучно се луѓето. Значи, луѓето со кои што се соработува во рамките на алијансата од УКЛО, ги спомна вклучените господинот Мартин, кои што прават да се чувствуваме добре дојдени, Битола е прекрасен град, универзитетот е прекрасен и контрибутори, придонесувачи во дискусиите и во работата на состанокот и на сите активности што се организираат. Значи, со вистинските луѓе, она што го кажа господинот Мартин, со вистинските луѓе, било каде е соработката убава. So yes, it's all good. Професор доктор Мартин Јенс Персон даде одговори на прашањето што значи инклузијата во високото образование. Inclusion is higher education is that anyone. Господинот Мартин се обиде да сумира два правци што значи инклузијата во високото образование. Од една страна смета дека секој компетентен кој што би сакал да биде дел од академијата од универзитетот, секој член на општеството, без оглед на најразлични аспекти кои што не прават да бидеме различни, а особено луѓе од ранливи групи, видливи и невидливи попречености, да бидат во можност да пристапат до универзитетот и да бидат дел од тоа. Но не и само младите луѓе, туку и од принципот на целоживотно или ние го велиме доживотно учење на сите возрасти и од сите различни профили и домени, што обогатува академијата како таква и како таква треба да функционира. Другата страна што ја истакна е начинот на кој универзитетот и академијата се вклучува и го облагородува општеството. Значи дека универзитетот треба всушност да излезе во општеството и да биде видлив преку она што го постигнува. Значи двонасочноста на тековите, на соработка, ја смета како инклузија на ниво на човечки битија кои што се дел од колектив и напредуваат заедно. Important of inclusion. Сана Гета, подпредседател за меѓународна соработка на Универзитетот Леман во Франција, ја искажа важноста од одржувањето на ваквите средби на членовите на Европската универзитетска алијанса Colors. Слушнете и неа во продолжение. So, as a vice president in charge of international relations office in the Значи, како подпредседател за меѓународна соработка на Универзитетот Леман во Франција, госпоѓата Сана действува на полето на еди политиките во низиниот универзитет, а сега со можноста преку Европската универзитетска алијанса Colors, сето тоа научено може да се пренесе на ниво на сите партнери, меѓутоа на овие состаноци ги чуваме разликите и сличностите кај сите, така што сето тоа и ќе се доработи, обработи и преработи за да одговара баш на високо ниво како алијанса и сите заедно всушност да ги унапредиме токму тие еди политики во нашите региони. Она што го истакна уште еднаш е регионалниот аспект на сите универзитети кои што се членови во алијансата, бидејќи никој од нив не се врвните најголеми и најмокни во своите држави, напротив, се некое средишно ниво и се сите регионални
така да она општествената мисија на сите членови во оваа алијанса е од клучно значење, а еди политиките еден важен сегмент од сето тоа. Во суштина, покрај тоа што се гледа раздвиженост, бидејќи се сменија многу работи, рано е да се види веднаш влијанието, ефектите од алијансата во регионот, значи надвор од универзитетите во кои действуваме, иако почнува да биде видливо. Она што досега се констатира еве на сите средби во различните пакети е различноста и длабинскиот поглед кон своите универзитети, за да може после тоа да најдеме некои заеднички нивоа на кои што од тогаш понатаму напредуваме заедно, така да на многу нивоа се сочуваат действијата. Она што сакаше да го истакне е дека во 2022 година на настан организиран во кој што учествуваше и кампус Франција, таа буквално бидејќи универзитетот Леман во Франција беа иницијаторите на алијансата пред неколку години, во суштина добија идеја дека може да го поканат УКЛО да биде дел од алијансата, односно од проектниот предлог за да се аплицира и УКЛО да биде еден од партнерите. Незиниот предлог се спроведе нормално, бидејќи конекцијата ја направија со нашиот долгогодишен раководител на меѓународниот сектор, госпогата Калиопа Кривашија Стилиновиќ, и со поддршка од ректорот и понатаму сите работи, се што се разви, беше всушност таа подадена рака од Универзитетот Леман и САНА, конекцијата на САНА со нашата Калиопа. И всушност тоа е една мала генеза на приказната која што сега, а и во идните декада и можеби понатаму се надеваме ќе функционира како добра приказна Европската универзитетска алијанса Colors. And we are together in this alliance. Merci beaucoup à l'université UCLO Saint-Clément à Bitola, à la Macédoine du Nord, et mes sincères félicitations de faire partie du projet européen Colors. Merci beaucoup, beaucoup. Thank you so much. Merci beaucoup. Da si izvor voda, da te razlejam, da si slave i pile, da te nadpejam, da si merak pesna, da te izviknam, da si zumbul cveke, da te izniknam, da si alta sunce, da te izgrejam, da si azgan veter, da te razlejam, da si čemer otrov, da te ispijam, da si srce vgradi, da te usvijam, da si čemer otrov, da te ispijam, da si srce vgradi, da te usvijam. Da si izvor voda, da te razlejam, da si slave i pile, da te nadpejam, da si merak pesna, da te izviknam, da si zumbul cveke, da te izniknam, da si merak pesna, da te izviknam, da si zumbul cveke, da te izniknam. Една ног ме зема, а сега те нема. Како лист се скина, животот ми
Јавене повторно назад, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, ја следите емисијата Студентски парламент, во која информираме за состанокот на работната група 5 на членките на Европската универзитетска алијанса Колорс. На средбата присуствуваше и професор доктор Рената Петревска-Нечковска, академски раководител на Колорс на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Во продолжение слушнете го разговорот што го водевме со неа. Како сте задоволни од текот на ова прва средба ваква на представници од Алијансата тука на Значи, бевме изненадени и срекни кога проректорот Илич соопшти дека во нивниот работен пакет одлучено е да дојдат тука во Македонија на средба, физичка средба во живо тука и секогаш на ниво на Алијанса хибридно и како домакини, особено раководителот и кораководителот на работниот пакет се потрудија многу и тоа е очигледно тече на станите прекрасно. Сите активности во рамки и во рокови постигнати и успеваме да го манифестираме она што сакаме. Тоа е дека УКЛО е рамноправен член на една ваква значајна, историска и богата алијанса, богата со знаење, компетенции, предизвици и порив, желба да се напредува на колективно ниво. Ние сме единствената не ЕУ членка, односно членка која што доаѓа од држава што не е член на ЕУ и токму таа трансферзала сметаме дека е многу важна како ние да напредуваме на истото ниво, а без оглед од каде географски сме. Она што би сакала да го потенцирам е дека од една страна историски сите представници од сите 9 држави се тука на ова тло и го промовираат нашето убавото, а од друга страна ние ги покануваме нашите регионални стейкхолдери, чинители. Во Алијансата постои едно 4 хеликси, значи бизниси, невладини, односно граѓански сектор, владини институции, како на централно, така и на локално ниво, сите граѓани, студенти, кадри, останати образовни институции и со утрешниот настан сето тоа ќе се заокружи. Значи сето она што ние го имаме како катализатор го се обидуваме да го прошириме и сите тие взаимни релации на соработка да ги ефектуираме на еден начин за заеднички да напредуваме, за заеднички подобро образование, високо, средно, основно. Значи ќе видите во текот на годините со Европскиот универзитет кој што го градиме со оваа алијанса, сите ќе бидат тангирани, се надеваме на убав начин. На состанокот на работната група 5 на Колорс се констатира разликите, но и сличностите на политиките на универзитетите членки на Алијансата, како и на државните и меѓународните регулативи во однос на инклузивноста и се започна со утврдување на заеднички пристап за унапредување на истите. Се одржа и средба со асоцираните партнери на УКЛО во Колорс, Општина Битола, Нова Солушнс и Македонското научно друштво од Битола, како и со студенти, представници од невладиниот и бизнис секторот, со институции од државно и локално ниво, со кои се дискутираше за проблематиката на инклузијата и правните регулативи. Во наредниот период ќе се одржат средби со асоцирани партнери на останатите членки на Европската универзитетска алијанса Колорс. Imam sreća je, ti si moj odsvet, koga pustina je ovaj svet. Сега да се vrati времето, во тебе би се вљубил повторно. Ти го правиш убав секој ден, јас сум srećen со тебе. Како тебе нема друга, како тебе нема друга, не те оставам на друг. Јас никогаш
se koji drug će zamine. Сега да се vrati времето, во тебе би се влюбил повторно. Ти го правиш ува секој ден, јас сум среќен со тебе. Тука го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот Отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, ја уреди и водеше главниот одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Daj mi na mene, ja skada
Укло FM, Битола, мај 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло FM, Битола. Укло FM 90,8.